Пред неколку дена собранието се распушти. Председателот на собранието ги распиша предвремените парламентарни избори. Роковите течат, Македонија се подготвува за избори на 11 декември. Токму се ова се темите на кои денеска разговарам со господинот Трајко Велјановски. Господине Велјановски, најпрво ви благодарам што одвоивте време за овој краток разговор. И мене ми е задоволство да поразговарам и да видам во посета во Битола. Кажете ми, ги најавив темите. Собранието се распушти со 110 гласа, ги распишавте предвремените парламентарни избори, роковите течат, партиите веќе се подготвуваат. Сметате ли дека роковите ќе бидат исполнети и партиите имаат доволно време да се подготват за изборите? Како што кажавте, собранието се само распушти со 110 гласа и тоа не само 110 гласа, него од сите политички партии. Беше едногласно прифатено, треба да се оди на предвремени парламентарни избори, да вратиме мандатот на народот и народот да одлучи. Јас како председател на собрание согласно уставот ги распишав изборите за 11 декември за датум кога беше утврден измеѓу четворицата лидери на политичките партии и мислам дека сите рокови што се согласно изборниот законник зададени ќе бидат исполнети и ќе се запази процедурата за да можат политичките партии да ја представат својата програма и да го побарат гласот од македонските граѓани. Имаше коментари за распуштањето на собранието, нели не беше точно на 60 дена, меѓутоа беше донесен и буџетот за следната година. Вака, не би се осврнал на тие коментари кои што имаше од некои, да не кажам квази експерти, но веќе се четврти пат како идеме на превремени парламентарни избори, секогаш имало распон од 50, 51, 52 дена од моментот на распуштањето до моментот на одржувањето на изборите. Но во овој момент не е тоа најбитно. За мене како председател на собрание, пред да се само распушти собранието, за мене ми беше најбитно да се донесе буџетот за 2017 година. И јас тоа успеав да го изменаџирам, иако имаше некои подметнувања, условно да кажам, од одредени политички партии, да се распушти собранието, а основната должност на пратениците да не е исполнат, да донесат буџет за наредната година. Од тој буџет зависи целото стопанство, зависат пензионерите, образованието, здравството. Ја не можам да ја сватам уште таа нивна политика што сака да се распуштат, а да не се донесе буџетот за 2017 година. Затоа што ние тек тогаш ќе влеземе во една не само политичка, него и економска криза, затоа што по завршувањето на изборите треба да се формира, да се конституира собранието, да се формира влада, па после доаѓаше период, ќе дојде период на нови локални избори и не че имаше време да се направи нов буџет, да се компонира нов буџет, а знаеме дека комплетно во една држава, за да може да функционира, е потребно буџет да биде усвоен. Тука, како што кажав, тука зависи целото стопанство, пензионерите, образованието, децата, младите и затоа уште не можам да сватам, но у крајен случај најбитно беше дека се донесе буџетот за 2017 година, дека се само распушти собранието со 110 гласа и дека во само распуштањето учествуваат сите политички партии и затоа и треба да се почитува гласот на народот, на граѓаните на 11 декември. Токму така и вие и во вашата изјава за распуштањето на собранието кажавте дека го вративте мандатот кај народот. Ова е веќе последователно неколку пати. Сметате ли дека 11 декември е конечен датум за избори? Не дека да сметам, него не смее да помисли некој да не биде 11 декември конечен датум за одржувањето на изборите и мислам дека е крај веќе во оваа политичка латентна криза која одредени политички партии константно е спроведува веќе година и пол. Како што позната јавноста, една политичка опција сакаше да оди на предвремени избори. Власта го прифати, дојде датумот за 24 април, тие побегнаа тоа. После дојде вториот пат на 5 јуни, пак побегна, се согласија сега за 11 декември, затоа сметам дека 11 декември е датум кога ќе се одржат предвремените избори и како што кажав имовата избора и тоа е нормална демократска процедура. За време на изборите својот мандат граѓаните го даваат на политичките партии, односно на пратениците да ги застапуваат. По завршувањето на мандат или како што е сега случајот со предвремени парламентарни избори, се враќа мандатот и сега е во рацете на граѓаните. Тие се најдобриот суд и тие најдобро знаат да оценат и да ценат кој направил и во кого има доверба дека ќе го подобри економскиот стандард. Тоа е најважно, најбитно.
Но во овој момент се поставува и прашањето и за самата држава и за Република Македонија, затоа што имаме условно да кажам напади и на државноста, на унитарноста на Република Македонија и на 11 декември граѓаните, најдобриот судија во секоја политички надпревар ќе одлучат која политичка партија треба да го добие гласот и да ги води во наредните 4 години, водејќи сметка и за подобрување на економскиот стандард на граѓаните, но и за чувањето на македонската држава и на унитарноста на македонската држава, која што за жал некој сака и тоа да го редефинира. Токму така, зад нас останува еден турбулентен мандат на собранието. На 11 декември самите кажавте граѓаните ќе одлучат еден совет или порака до новиот парламент кој ќе го имаме после 11 декември. Вака, новите пратеници кои што ќе добиат во новиот 9-тиот парламентарен состав треба да видат пратеници кои што ќе го слушаат константно во целиот мандатен период пулсот на обичниот граѓанин и да работат согласно барањето на граѓаните и да работат на подобрување на целокупната состојба во Република Македонија, да не се создаваат политички кризи и него да се работи за напредок и поголем економски стандард во Република Македонија. Тоа е должност и тоа е обврска на граѓани, на пратениците кои што го добијат мандатот од граѓаните. Ние се за време на периодот до одржувањето на изборите, секој од политичките партии ќе ветуваат и тоа што го ветуваат треба да го исполнат постом кога ќе им се даде можност согласно гласањето на граѓаните на Република Македонија. Како што кажав, и ја, тоа е моја лична девиза, дека најдобар и најпаметен суд и судија за време на изборите се граѓаните и тие најдобро знаат. Затоа моја апел ќе биде по завршувањето на 11 декември на денот на гласањето, вечерта, она политичка партија што ќе изгуби, да им честита на победникот, да му посака успех понатаму, а да не се создава ситуација во која што би била едни на други напаѓани и да создаваме политички кризи. Токму така, пред самиот крај на овој денешен разговор, денеска сте во посета на Битола, кажете ми нешто повеќе околу оваа посета. Вака, јас секогаш кажувам дека најзначаен еден од двата најзначајни градови во Република Македонија се Скопје и Битола. Тоа е столбот на културата Битола, столбот и исто така и на економијата во Западна Македонија. Битола е град кој што знае да пулсира согласно европските стандарди и секоја политичка опција треба да го почитува движењето, пулсот на граѓаните во Битола и јас се надевам дека во наредниот период Битола уште повеќе ќе добијат, затоа што и тоа го заслужува на сите полиња, и на полиња на економијата, на вработувањето, на инвестициите, и тоа го посакувам за Битола, затоа што Битола па знае да возврати за Република Македонија во сите тешки и значајни моменти за Република Македонија кога била, Битола била на столбот на браникот на Република Македонија. Господине Велјановски, јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време за овој разговор на телевизија Мега. Благодарам, и мене ми беше задоволство да се обратам и да им посакам на граѓаните на Битола еден добар период кој што во наредниот период секако престои.